Трета поред кражба на пиштол пријавена за 4 дена во штипската полиција. Кражбите на оружје стануваат актуелни со оглед на тоа што зачестија во последно време. Последната пријавена вчера е од 61 годишен жител на Виница. Насилно ја отворил влезната врата на куќата и по извршеното пребарување и претурање пронашол и одзел пиштол марка Црвена застава, калибар 7,62 мм и 8 куршуми. Викендов во полицијата беа пријавени 2 кражби на пиштоли, едната од сефот на Карбинското училиште, а другата од станот на Штипјанец. Полицијата ги бара сторителите. Претходно кражба на пиштол беше пријавена и од подрумна стамбена зграда на улицата Булевар Јана во Штип. Освен пиштоли се краде и ловечко оружје и муниција. Секој ловец треба ловечкото оружје да го чува на соодветно и обезбедено место. Белат од Штипското ловно здружение Ловец, од каде потврдуваат дека кражбите на оружје се ретки, но има случаи украденото оружје да се користи за криволов. Секој поседувач на ловно оружје треба да има посебно место, кое што задолжително треба да биде под клуч, да не би било достапно до малолетни лица или до лица кои што немаат овластување за носење и поседување на оружје. Некои наши членови прават и помали бункери за зидување на сефови и нешто слично. Во глобално мислам дека не може целосно да се скрие ловна пушка, не е тоа игла да се скрие целосно. Според анализите на надлежните, најмногу од кражбите се регистрирани од куќи и викендички, но не се тенденциозни, зашто оружјето е примамливо за крадците кога провалуваат, сметајќи дека ќе може да го продадат и заработат. Ретка е кражбата на оружје и тоа почесто се случува на осамени вили или некои села каде што не се добро обезбедени надворешните врати. Значи, кражбите се случуваат заради пари или заради нешто друго, па случајно пронајдено ловно оружје се зима и понатаму се препродава за ситни пари на ловокраци кои што го злоупотребуваат. Оружјето на пазарот има висока цена, па претпоставка е дека се продава на црно. Стекнувањето на противправна имотна корист е кривично дело. СВР Штип ги пронајде сторителите на кражбата на 3 ловни пушки од куќа во Пробит Штипско Бучиште и крадецот на пиштол во населбата 8 ноември. Лани СВР Штип поднесе 14 кривични пријави за сторени 14 кривични дела, недозволено изработување, држење или тргување со оружје или распрскувачки материи. Во 2015 година биле поднесени 19 кривични пријави за истото дело.